Здруженијето Достоинствен работник во соработка со ДИТ Медија Инфокомпас ја реализира денешната работилница на тема безбедност при работа со трактори за земјоделска механизација, со цел присутните да се запознаат за нивната превентивна работа во земјоделството, а со тоа и превентивната култура при употреба на земјоделската механизација. На овој денешен настан имаме стручно лице, тоа е професор доктор од Факултетот за земјоделски науки и храна, професор доктор Драги Таневски, кој што ќе зборува за превентивната мерка во однос на безбедноста при работа со трактор и земјоделската механизација. А воедно исто така, значи ова е дел од проектот Превентивна култура за безбедност и здравје при работа кај земјоделците во Прилеп и Пелагонискиот регион, кој што е поддржан од Европската унија во соработка преку грантова шема на Македонското здружение за заштита при работа. Денешното предавање на тема безбедност при работа со трактори и приклучни машини беше со цел да дел од учесниците кои учествуваат на овој собир да ги запознаеме со најважните средства кои се користат, односно кои практики треба да го употребуваат да не дојде до сообраќајни несреќи. Ова не се случува само кај нас, туку и во целиот свет се случуваат сообраќајните несреќи. Во развиениот свет несреќите ги решаваат со одредени правилници, што кај нас во нашата држава такви правилници не постојат. Сега и целта на ова предавање е да ги запознаеме сите учесници и да ги објаснеме сите сигурносни мерки кои се јавуваат за време на возењето со самиот трактор, а бидејќи тракторот е машина која служи за експлоатација или за приклучување над повеќе од 100 и повеќе приклучни машини, да не доваѓат до одредени несреќи кои може да бидат со смртни последици, а и со тешко или полесно повредени луѓе. За таа цел, ние на овој собир ќе предложиме да нашата држава, бидејќи се стреми да влезе во Европската унија, ваквите правилници веќе функционираат во одредени држави, например во соседството, например да ја спомнеме Словенија. Кај нив од 1995 година вакви правилници постојат, се користат и од нивните согледувања, пошто има прилика да престојувам во ова држава, видов дека околу 30 до 40 па и до 50% можат со квалитетна обука на стручни лица според одредена претходно одредена програма за предавање од страна на Европската унија, што веќе јас лично ја имам подготвено во работен материјал, кој само треба овој работен материјал да влезе во законска регулатива, а за може да функционира и да може да се врши правилна обука, потребно е да добиеме дозвола од Министерството за внатрешни работи и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. А целта на овие предавања е да направиме еден план како би го извеле во Република Македонија. Мојот предлог е да, бидејќи во Република Македонија постојат 10 земјоделски училишта. Тие земјоделски училишта опфаќаат поделни региони, така да може да го поклопуваат целиот регион на ниво на нашата држава. Претходно ќе бидат обучени професорите кои предаваат по мотори, трактори и механизација. А во овој проект, односно во овие предавања, може да се вклучат, ево и цел е преку вашата телевизија да објавиме за обуката, може да вршат и специјални автошколи кои ќе изразат желба за обука на вакви личности. Се надевам дека со самите обуки, тоа е моје лично искуство, бидејќи на оваа проблематика веќе се занимавам преку 20 години на несреќите со тракторите и приклучните машини во нашата држава. И денеска на ова предавање ќе предложиме, а и лично ќе биде снимено преку вашата телевизија, кои сигурносни мерки треба да бидат исполнети
за да може и кои приручни средства, односно одредени уреди, мора да бидат закачени на самите трактори или приклучите машини, со цел да ја намалеме, значи, смртноста, бидејќи, можам слободно да речам, од моите собствени испитувања, околу 20 години се вршени испитувања, дека просечно секој месец ни загинува едно лице од трактор. Или тоа лице од трактор, бидејќи со него не останува сам во тракторот, туку се воза тоа дали ќе биде на приклучна машина и на самиот трактор, просечно доваѓа 1:6, односно 1:4. Значи, на еден загинат возач доваѓаат околу 4 до 6 лесно или тешко повредени личности.